Излеани реки, затворени патишта, поплавени куќи и ниви, синокешните обилни врнежи, освен Охрид и Кичево, поплави и други делови од Македонија, а најкритична е состојбата во Битола, Ресен и Демир Хисар. Во Битолскиот и Преспанскиот регион врнежите предизвикаа зголемување на водостојот и излевање на повеќе водотеци, при што се поплавени голем број куќи и дворни места. Од Центарот за управување со кризи информираа дека будно ја следат состојбата на терен и ги повикаа граѓаните да бидат внимателни, а доколку имаат потреба или забележат проблеми, да пријават на бројот 112. Во Битолскиот и Преспанскиот регион, поради обилните врнежи од дожд, е забележено зголемување на водостојот на реките и излевање на повеќе водотеци, при што се поплавени голем број куќи и дворни места. Денеска закажан е и состанок на кризниот штаб на општина Битола со цел да се утврдат приоритетите и координацијата на активностите на терен. Апелираме до граѓаните да бидат внимателни, да ги почитуваат препораките на службите и да избегнуваат движење во ризичните подрачја и секако доколку забележат или се најдат во опасност да се јават на бесплатниот телефонски број за итни повици во Центарот за управување со кризи. Во текот на вечерта реката Курдерес во Битола се излеа од коритото и ги блокираше улиците Крушевска и Македонска фаланга, кои водат до граничниот премин Меджитлија. Екипите на јавните предпријатија веднаш излегоа на терен заедно со градоначалникот Коњановски. Оттаму уверуваа дека водата сега е повлечена, а во наредниот период ќе се продолжи со чистење. Во Тетово и околината има пријави за уривање на потпорни ѕидови и локални излевања на водотеци. Во Гостивар и околината се регистрирани поплави на локални патни правци и во неколку населени места. Поради обилните врнежи дојдено е до излевање на Бонска и Источна река на подрачјето на општина Ресен, при што се поплавени над 50 куќи, магацински простор, визби и земјоделско земјиште. И Црна река се излеа од своето корито и предизвика сериозни поплави во селата во Демир Хисарско. Водостојот и понатаму е во пораст, а водата се приближи непосредно до куќите. Од ЦУК вела дека ангажирани се екипи кои работат на испомпување на водата и расчистување на теренот. Ангажирани се екипи на јавните предпријатија, како и приватни машини, кои со 7 помпи за испомпување вода и повеќе багери работат на расчистување на теренот. Од Македонија ПАТ информираа дека на повеќе делници има наноси од земја кои се расчистуваат. Најкритична е состојбата во Струга, каде се забележани големи одрони. Во моментов се работи на санација и нивно расчистување. Во Тетово и Гостивар регистрирани се одрони на патните правци Гостивар Стража и Тетово Бањиче, при што сообраќајот се одвива со повремени отежнувања. Од ДУХМР прогласија жолто ниво на предупредување од поплави. Оттаму најавија дека во наредниот период дождот на повисоките места ќе премине во снег.